Благодарам, почитуван председател на комисијата, почитувани министри, почитувани пратеници. Ова е неколку пати во серија која што прогласуваме кризни состојби за суштински делови од општественото доживење во нашата држава. Ние станавме држава во која што во моментов има се актуелни или ќе бидат продолжени неколку кризни состојби, како што е енергетската, топлотната, здравствената, мигрантската, економската, и ние малтене во секоја сфера на нашето живење имаме криза заради тоа што имаме сериозно некој проблем. Што е клучната забелешка на опозицијата за оваа енергетска криза? Прво, народот, домаќинствата и стопанството плаќаат многократно повисока цена на електричната енергија. И тука не можеме да кажеме дека тоа е само заради некои глобални феномени, заради некој конфликт на глобално ниво, туку е делумно и заради самите институции кои што овој ризик го имаат антиципирано, а не може да го препознаат, да го администрираат и на некој начин да достават соодветни решенија до оние кои што имаат проблем. Имавте неколку средби со стопанските заедници, со бизнис коморите, во кои што кажавте дека ќе излезете со некои антикризни мерки, но она што е особено важно е дека ако по вашите зборови, конкретно на вашата влада, во изминатиот период, односно во првиот дел од оваа година, потрошивме 450 милиони евра за да ја зауздаме таа криза, а не постигнавме ништо, заради тоа што на крајот и по претходната сезона завршивме со повторно покачување на цените на електричната енергија и за домаќинството и за стопанството. Логично се поставува прашањето како ќе успееме сега со 70 милиони евра во тие кризни мерки кои што ги кажавте, кои што заедно со председателот на Стопанската комора Азевски кажавте дека заедно ќе ги соопштите. Нешто за кое што и ние како опозиција имавме средба со нив и се согласивме дека ќе излеземе и во јавноста со поддршка на одреден дел од тие кризни мерки за да ја поминат подобро или полесно зимата, заради тоа што сега во овој момент имаме криза, а за наредните 6-7 месеци таа криза и ќе доживее посериозна, би кажа овака, посериозен ефект, каде што според моите очекувања и според очекувањето и на бизнис заедницата, ако не почнеме посериозно да се занимаваме со тоа, ќе има бранови на отпуштања, ќе имаме сериозен дефицит во исплаќањето, односно во очекуваниот процент на плаќањето на даноците и на различните ставки кои што тие компании од приватниот сектор го полнат буџетот. И се заради тоа што не сме се ја сработили работата кога треба. А што требало да направиме? Почитуван министер, ова кое што го правите сега во моментов е добро. И јас јавно ви кажам дека така треба да се продолжи. Но каде е проблемот? Ова што го правите сега за предстојната зима е добро, ама ако го правите за наредната година. Ова што го правите сега, вие требаше да го правите пред една година. Кога ви се укажуваше, а кога целиот економски или енергетски владен систем во државата се исмеваше. Еве само да ве потсетам, тука пред мене имам материјали, ќе дискутираме и посуштински. Минатата година, кога имаше енергетска криза, наместо да си поднесе некој оставка, од клучните луѓе кои што го управуваат енергетскиот сектор, само двајца луѓе поднесоа оставка. Директорот на РЕК Битола и директорот на РЕК Осумој, во кој што во тој момент тој комбинат не произведуваше струја. Само тие двајца поднесоа одговорност. И еве една година подоцна се наоѓаме во многу посериозна ситуација. Зошто е тоа така? Еве ќе ви кажам со она карактеристична метафора од една позната приказна со штурецот и мравката. Додека земјите околу нас, земјите во Европа се спрема како да го надминат тоа што се случува и што ќе се случува сега, вие ни се смеевте, тука ни лепевте на нас епитети. Дека ние не се разбираме, дека зборуваме на памет, дека не знаеме што зборуваме. И тогаш кога ви кажувавме дека треба да складирате газ во Австрија и во Унгарија, вие излеговте лично. И кажавте, еве нека ми каже Мицкоски како може да се складира и да се донесе газот од Австрија и Унгарија, ние ќе го послушаме. Така беше. Чинам дека тоа е ваша изјава. Неколку дена подоцна, српскиот председател Александар Вучич вели им се заблагодарува на Унгарија и Австрија што ни го складираат газот. Значи може. А која е разликата? Тоа што овие работат, овие не работат. Тоа што Б планот на овие кои што сигурно во планот А ќе потврдат заради тоа што докажано потврдуваат,
ќе се обратат на овој кој што знаел што треба да направи и каде треба да се складира гасот. Повторно ќе се во овој момент обидувате со искривени факти, аргументи, со навреди да се прикажувате дека нешто се случува, дека нешто што го правиме е добро, но набрзо ќе бидете демантирани. А кога ќе бидете демантирани? На Нова година. Васко Ковачевски вели, покрај тоа што пред скоро 2 месеца имавме поскапување на струјата за домаќинствата, кој што во овој момент заедно со горивата е најголем контрибутор во инфлацијата на оваа држава, која што е 16,8%, на Нова година ќе биде уште поголем. И внимавајте, вели, не знам колку ќе биде, но тоа ќе зависи од граѓаните. Дека граѓаните ќе бидат виновни или стопанството. Ајде да го тргнеме, да ги тргнеме домаќинствата на страна, да зборуваме за стопанството. Таму не се мери поскапувањето во проценти, туку се мери во пати. Што подразбирам по ова пати? 4 пати, 5 пати, 6 пати. Па можете да видите дека тоа што ви кажуваат коморите, ние ви го кажуваме некое време наназад, дека повеќе не може да издржат. Дека навистина повеќе се неликвидни и имаме две сценарија. Или ќе престанат да произведуваат и ќе ги отпуштат вработените, што е дополнителен контрибутор во лошата и така економска состојба, или ќе најдат, би кажал, некаков начин да ги минимизираат производствените линии, што значи повторно отпуштање и паѓање на брутодомашниот производ. Дали можеше ова да се спречи? Да, можеше да се спречи. Како можеше да се спречи? Доколку во овој момент, наместо да увезувате илјадници тони јаглен од другите држави, и тоа по цена која што е многу повисока од тоа да ги произведавме, прво ќе ги сервисиравте оние капацитети кои што произведуваат електрична енергија. Второ, ќе исушете поплавата во термоелектраните за да не бидат багерите поплавени. А зошто се багерите поплавени? За да може да се ангажира трето лице кое што ќе ги врши ископите и чии што камиони ќе вртат. Тоа треба да го знаат граѓаните. Затоа граѓаните плаќаат поскапа струја, затоа стопанството плаќа поскапа струја. Кој е еден од најсериозните забелешки? Нетранспарентноста. 4 договори во 4 очи. Ви споменав и на претходното заседание на истава комисија. 80% од договорите во 4 очи се склучени од АД Електрани. И во законот постои таква можност, во законот за јавни набавки чинам, дека ЕЛЕМ може да склучи такви договори и при тоа да не ги објави. И сега од една страна велат ние сме транспарентни, од друга страна не ги соопштуваат деталите. А какви се деталите? Вакви се. Мистериозни микрокомпании што доставуваат јаглен вреден милиони евра. Две ново формирани микрокомпании од Скопје веќе трет месец учествуваат во спасувањето на Македонија од последиците на светската енергетска криза преку милионски договори, склучени со државната компанија Електрани на Република Македонија за увоз на јаглен за РЕК Битола. Тие се вклучени во планот на државата да го зголеми производството на струја на 20%. И сега видете, од 550.000 тони, колку што треба да се достават со оваа набавка, 100.000 тони треба да испорача Quantum Solutions за речиси 6,3 милиони евра, 50.000 Енергија X за околу 3,2 милиони евра, а остатокот е обврска на албанската фирма. Законскиот рок да се одговори на барањето истече на 31 август, но одговор се уште нема. И вика, овие две микрокомпании се формирани откако бил распишан тендерот. Немаат никакви податоци за контакт, ниту имаат канцеларии на двете скопски адреси што ги навеле како седиште. На двете се јавува ист косопственик, тетовецот Алибер Ибраими. Ниту тој, ниту другите што се или беа вклучени во собственичката структура не се познати во енергетската дејност. Ова значи дека луѓе кои што немаат врска со енергетската дејност, откако се распишува јавната набавка, формираат, односно регистрираат компанија за која што добиваат тендер над 9 милиони евра. И тука не завршува ова што се случува.
Единствен собственик кажав и управител бил Алибер Ибраими, човек кој што е вклучен во повеќе компании што се занимаваат со живинарски бизнис во Полошкиот регион, но без видливо искуство од енергетика. Од 11 август, кој собственик станал известен Лазар Кимов, за кого нема други податоци, освен поврзано со оваа фирма. Втората фирма, Енергија X, Ибраими ја основа на 5 мај заедно со скопјанката Ана Христовска. На 22 август, пак местото на Ана Христовска како собственик и како управител го презема Ристо Чокрев, познат поранеше на коментари спортски работник. Кога директорот на Елем, Ковачевски, го прашаа за ова во една позната емисија на национална телевизија, човекот вели си ги завршуваат обврските. И тука заврши со давањето на одговорите. Заради вакви работи е дискутабилна кризната состојба. Затоа што минатата година им дадовте 200 милиони евра на овие компании, кои што склучуваа договори во 4 очи, за кои што имаме извештај дека можеби има одредено сомнително злоупотребување и не се доделени на фирми на кои што треба, сега треба да го направиме истото. Истата маса на пари ја трошевме лани, кога вете, не бевме известени за нападот и покрај тоа што Пендаровски знаел, и истата набавка сега треба да спроведеме кога сме знаеле дека има конфликт и кога сме можеле да го спречиме. Не сме го спречили. Зошто не сме го спречиле? За да можат вакви фирми отворени, регистрирани, од кога ќе биде распишан тендерот, да ги добиваат тендерите од 9-10 милиони евра и во државава да се вртиме во круг и да не знаеме кој ни оперира во тие сектори. Како што 5 години не знаеме кои камиони од Струмица и чива собственост оперираат во РЕК. Па можевме да видиме дека имаше таму закани каде што еден од тие добил амин од братот на поранешниот премиер да пали коли низ битола. Такви луѓе ни се вртат во енергетскиот сектор и тука ќе го исправам тврдењето на една пратеничка од мнозинството, која што го снимаше во Украина, секој пат кога ќе ви стигне сметка заради ова позади мене, не е заради тоа позади мене. Ради ова. Ради ова е еден од главните причини зошто луѓето од енергетскиот сектор во држава наместо да работат, наместо да се трудат, наместо да ја обезбедат државата во ек на зимата, во ек на стартување на енергетската, или би кажал, насушната потреба од енергетскава кризна состојба или од топлотната за обезбедување или на начин на огрев и за преживување на зимата, сега во септември, на 21 септември, уште имаат незавршени преговори од фирми кои што треба да обезбедат енергенти за да може да работат термоелектраните и хидроелектраните. Ајде да видиме што можеме да видиме во другиве делови од енергетиката. Договорот за набавување на електрична енергија од Бугарија ќе чини државата по 2 милиони евра на ден. Или за периодот за кој што е склучен договорот од 3 месеца ќе биде над 360 милиони евра. Ова мислам дека е информација која што е произлезена од официјална државна институција. Доколку работеа со полн капацитет, доколку работеа со полн капацитет, РЕК Битола и Осоме, како и ТЕЦ Неготино, на наредните 3 месеца државата ќе заштедеше над 150 милиони евра. А зашто не работеа, тоа треба да одговори некој од енергетскиот сектор. Ковачевски тврди дека рестрикции на струја нема да има, но поскапување ќе има. И мислам дека тука е фер и да им објасните на граѓаните, сте направиле план од 300 милиони евра. Тоа е ваша изјава. Од тие 300 милиони евра, вие велите дека ако се ефектуира планот како што е замислен, повторно ваша изјава, нема да има рестрикции. Но тука вие давате изјава во која што сте двосмислен. Јас ве замолувам да кажете директно. Ќе има рестрикции или нема да има рестрикции? Како очекувате? И зашто ја лажете јавност? Дека тие 300 милиони се обезбедени, кога едниот од тие заеми, кој што треба да ве помине, на кој што вие сериозно сметате, се уште е во собраниска процедура. За кој што јас имам информација дека има сериозна желба од пратениците да дискутираат. И замислете, заем од 100 милиони евра, кој што нема да се потроши, да се набави механизација, за да не мора да им платиме на овие, кој што нема да се потроши за модернизирање на блоковите, за да нема дефекти на генераторите на блоковите во РЕК, затоа што ќе има, затоа што не се ремонтирани, затоа што не е вложено ништо, туку за ликвидност на Елем. Што значи ликвидност на Елем? Да му ги дадеме парите на Васко Ковачевски, 100 милиони евра,
за кој што повторувам, никаква процедура се уште не е започната. А велат дека ги обезбедиле средствата. Да му ги дадеме на Васко Ковачевски, за да може да им ги додели на ваквите фирми и да ги направи богаташи, доделувајќи договори во 4 очи. Е, таков е планот на владата. И не знаеме дали ќе има рестрикции, тоа зависи до граѓаните, или ако се ефектуира планот. Јас би сакал да слушнам концизен одговор. Еве, не ради домаќинствата, затоа што нив одамна се ги ставиле на маргините, има многу интензивни дејности на кои што енергетиката им е основен контрибут во произведување на одредена дејност. Конкретно, еве ќе ги споменам ладилниците. Сериозна индустријска гранка во нашата држава, струјата им е основен контрибутор за да прават одреден приход, одредена економска активност. И што ќе прават тие луѓе ако има рестрикции? И сега тие треба да ги градат своите бизнис планови на планот на министерот ако се ефектуира планот. Што правиме ако не се ефектуира планот? Дали има план Б? Дали е разговарано со некого? Дали е преговарано со некого? Нормално нема. А зошто нема? Затоа што на 21 септември одиме на земјите наоколу и преговараме за нешто што требаше да го направиме пред 7 или 8 месеци. И ќе го пофалев ако ова го правевте за наредната година, ама не го правите за наредната година. Понатаму. Еве информација на Васко Ковачевски. Директно негова изјава, цитирам интегрално. Според информациите кои претходно ги споделил, досега има договори за околу 300.000 тони јаглен од Грција. Цената се движела од 55 до 62 евра во зависност од калоричната вредност. Тоа е јаглен со слични карактеристики и подобри од нашите, затоа што нашите рудници се во завршна фаза. А како може директорот на ЕЛЕМ, како вие дозволувате директорот на ЕЛЕМ да даде ваква изјава? Јас сваќам дека вие под вашето министерство имате неколку сектори, дека вие не сте директор, не сте директно одговорен. Ама почитуван министер, за ова треба да го викнете денеска и човекот да даде оставка. Затоа што исклучиво кажува дека набавува поскап јаглен од други земји заради тоа што нашите рудници не биле во состојба. А зошто не биле во состојба? Треба вие да го повикате и да го прашате на одговорност. Да го повикате на одговорност. Зошто рудниците не се поплавени? Зошто не се исушени? Зошто нашата механизација не работи? На секој поголем дожд имате таму поплавени багери. И немојте да верувате дека тоа некој ќе го свати наивно. Не е наивно. Затоа што кога се поплавени багерите, што се случува? Јавна набавка во 4 очи. Доделување на договор на трети лица, кои што ја чинат оваа држава 9,7, 10, 11, 15 милиони евра, за да овие на РЕК не работат, не приходуваат, но овие за да можат по работен час да наплатуваат од државниот буџет. Тоа се све изјави кои што се дадени од луѓе кои што се блиски на вас, почитуван министер. Понатаму, некое време апелираме до вас дека волку издатоци немаа да бидат потребни, дека немаше да се задолжуваме и да даваме 300 милиони евра. Повторувам, 300 милиони евра во услови кога двата синдикати, најсериозните синдикати, се закануваат со штрајкови, ради тоа што инфлацијата е 16,8%, заради тоа што потрошувачката кошничка е за неколку стотини евра повисока од минималната плата, која што ја вие ја кажувате како врвен економски успех. И тоа не се податоци измислени од мене. Синдикат, тоа е Сојуз на синдикати на Македонија. Дарко Димовски. Вчера ги соопшти во емисија. А ние 300 милиони евра ќе дадеме за справување со кризата која што сме можеле да ја спречиме. Како сме можеле да ја спречиме кризата? Ако го подигнеме производството. А како ќе го подигнеме производството кога доаѓаме до уште еден скандал? Хидроакумулациите повторно се празнат. А зошто се празнат хидроакумулациите? За да се продаваат ноќни вишоци. Сега, објаснете ја простава логика. Како можеме ние да продаваме вишоци во услови кога имаме дефицит? Значи, ние сега идеме во земјите околу нас, по изјавата на Васко Ковачевски преплатуваме јаглен, затоа што нашите рудници не работат, имаме дефицит и струја која што ќе ја увеземе, за многу брзо време по Хупекс берзата, по 1000 евра од мегават час, а ќе продаваме вишоци ноќни. Сега, зошто продаваме ноќни вишоци?
Еве е логиката. Затоа што тие кои што ги купуваат овие ноќни вишоци, ги купуваат со двојна пониска цена од берзата. И тоа се јавни документи кои што може да се видат и во општиот дискурс во менување на документите. Тоа е факт. Тоа е факт. А зошто ги купуваат? За да ги препродаваат за 60% по висока цена. Тие ноќни вишоци за кои што сега во моментов ќе се испразнат акумулациите и за кои што во екот на потребата на електрична енергија нас ќе излезе Ковачевски, ќе искочи Бектеши и ќе ни рече празни се хидроакумулациите, не можеме да се потпреме, ќе треба да увеземе уште повеќе струја, која што овој пат ќе биде 1000 евра по мегават час. Заради тоа се испуштаат хидроакумулации. Нема никаков друг план. И ќе излезе некој од вас, впрочем ве гледам дека сте спремен и ќе почнете тука да мафтате со бројки. Мицковски бил директор на Елем, што направил Мицковски, што направила владата на ВМРО ДПМН. Тука ве чекам на пенал. Тука имам една табела. Тука имам една табела. Во првата колона колку е планирано производството на гигават часови, колку е остварено и што може да се примети. Во времето на вас не ви зборам, ви се обраќам на другите, затоа што не можете да зборувате вие за режим, затоа што бевте 8 или 9 години во таа владеачка коалиција. Впрочем и е ваша заслуга делумно. Кога беше режимот, кога бил режимот, така да се изразам, колкаво било производството, да земеме само 2011 година, тука било 6000 и нешто гигават часови, сега е 3590 гигават часови. 50% намалено производство во услови кога капацитетите се исти. Во услови кога се исти капацитетите. Ако сакате 2016 година ќе ја земам за пример, кога бил господинот Мицковски. 4299,9 гигават часови произведено, остварено производство, а 2020 година, пред 2 години, 3590. Ако бектеши. Само немојте да заборавите дека тогаш над компанијата на Мицковски имало министер од ДУИ. Исто како што сте вие сега. Така да немојте да се правите како да сте дојдени во држава од пред една година, затоа што има многу пратеници кои што имаат институционална меморија. 3590. Каде паднало производството? Во услови кога ВМРО ДПМН ви оставило и плюс капацитети во производството на електрична енергија, како што е ХЕЦ Света Петка. Сега, така или не е така? Тето, исто така е инвестиција од времето на ВМРО ДПМН. Произведува и електрична енергија, произведува и топлинска енергија. Сметам дека тоа е така и дека е факт и вие треба како министер, како најповикан ова да го потврдите. И зошто континуирано ни паѓа производството? Заради тоа што не се работи. А за последниве година и две, се извинувам, но немам податоци, може би вие имате, би било добро да ги споредим. 2019 година, 4231 гигават час, за една година тоа паѓа драматично. Зошто е тоа така? И тоа беа овие 2 години кога немаше криза. Сега кога има криза, ова производство е уште поскапо. Ама ние повторно не правиме ништо во операционализација на плановите на зголемување на производството на електрична енергија. И ви кажав зашто. И сега ние можеме да кажуваме различни политички флоскули, дека било тогаш така, дека било тогаш вака, но факт останува дека за последниве 12 месеци струјата се зголеми над 30%. Сега за нова година ќе се зголеми повторно. Ова го зборувам за домаќинствата. И сега, наместо ние тука да дискутираме што ќе се направи, што е направено, ние тука ќе разменуваме политички ставови. И добро, и ќе се изгласа оваа кризна состојба. И што ќе се случи од оваа кризна состојба, тоа што било различно досега? Ништо нема да се случи. Повторно ќе добиваат овие тендери во 4 очи. Повторно кога ќе сгусне работава, ќе му доделиме од владата над 100 милиони евра на Елем за ликвидност и никој од нас нема да знае каде тие пари се заврши. Затоа јас побарав да се формира работно тело во кое што ќе бидете вие, ќе биде Васко Ковачевски, ќе бидат и пратеници од опозицијата,
И ајде да видиме каде тие пари се потрошени, каде завршиле. Каде тие пари завршиле? Како може да добиваат тендери фирми кои што се формирале откако бил распишан тендерот на луѓе кои што немаат никаква врска со енергетиката? Затоа што ние одлуките што ги носиме тука, без разлика што сме колективно тело, не значи дека треба да им доделуваме тендери и пари на олигарси, туку треба да го заштитиме интересот на стопанството и народот. Затоа што како најповикан, вие се сретнувате со коморите и знаете добро што ви кажува. Дека ситуацијата е далеко од добра. Дека треба нешто да направиме. Дека не треба за 12 месеци да потрошиме над 1 милијарда евра пари кои што ги немаме. Пари кои што ги немаме. За да ги даваме, да се распишуваат и да се доделуваат тендери во 4 очи. Затоа што ова се пари кои што ги немаме. Затоа што ситуацијата ќе стане уште посериозна, затоа што никој во оваа држава не кажува докаде се оние заеми со 1% камата, кои што требаше да се ефектуираат. А од кои што средства во овој буџет се предвидени средства? За кои што вие сметате дека таму ќе ги најдете останатите 200 милиони надвор од овој 100 милиони заем кој што го веќе земате како здраво за готово и дека ќе биде ефектуиран и дека ќе биде земен од државата, покрај тоа што не е почната никаква процедура, а ќе започне за брзо, па ќе можат пратениците да ги споредат аргументите. Се на се, ако било добра ситуацијата или ако добро сте оправувале, не мога да ја одржуваме оваа седница во моментов. Не мога да има потреба од кризна состојба. Тоа е првиот факт. Вториот факт е дека изворот на кризата не може да биде решение на истата. Дека не може оној ресорен министер, дека не може Васко Ковачевски, кои што се генератори и извор на оваа криза, да ни се представуваат како решение на истата. Затоа што досега можеа да покажат, барем во изминатите 12 месеци, дека нешто ќе може да направат подобро. Не, нема да направат подобро. И сите овие лаги кои што сега ќе се пренесат од оваа комисија, или во дискурсот или во размената на вести со јавноста, ќе завршат брутално кога ќе искочат најновите проценти на поскапување на електрична енергија. И ве молам, немојте сега да ми кажувате она што го кажува Ковачевски, дека 80% од сметките на домаќинството ги субвенционира владата. И тука може да имаме заштедувања, како? Ако произведуваме повеќе струја. А како ќе произведуваме повеќе струја? Ако работиме во комбинатите, ако ги следиме успешните примери околу нас. А ако сакаме да го имаме косовското сценарио, каде што наместо да ги земеме позитивните и негативните искуства, кои што во месец август и во месец септември имаат рестрикции од 6 часа дневно во Косово, ние ги превземаме само нивните криминални бизнисмени на кои што им доделуваме тендери. Е, тоа правиме ние од Косово. 6 часа дневно во месец септември и август во Република Косово има рестрикции на струја. Не сакам ни да замислам што ќе биде во месеците кои ќе дојде зимата, кои ќе треба да се користи електричната енергија за огрев. Имаше едно фамозно видео кое што се ширеше по социјалните мрежи, кое што беше презентирано од претседателот Вучич, каде што објаснуваше колку е сериозна ситуацијата. Кај нас го видов овој Ковачевски, Васко, нели нормално, како на една табла пишуваше, ама човекот ни сам не знае што напише. А ако треба да ги споредам двата пристапа на пристапување, еден одговорен и еден неодговорен, и покрај тоа што овој одговорниот цело време не помага како држава, од пченица до вакцини, и ако нешто ви верувам и се потпирам на вашите изјави, е тоа дека по средбите на Отворен Балкан, дека барем немало да имаме толкав дефицит од храна. Знаете зашто ви верувам? Зашто до вас беа представници од држави кои што се одговорни. Затоа што тоа е планот Б. И држава со такви перформанси, која што толку дава помош на оваа држава, е сериозно уплашена од сценаријата кои што се престои за зимава, тогаш нас со вакво работење, со вакво припремање, само една работа може да не дојде на помош, а тоа е Господ. Ете, тоа е разликата помеѓу одговорни и неодговорни држави. И да симплифицирам, и метафорички да се изразам, каков е планот
на нашата држава, на Република Македонија за справување со енергетска криза, можете да го видите преку две слики. Прво, она мало фрижидерче кога министерот за здравство на Србија му го даде на Венко Филипче и кога имаше таму медиуми и фанфари како да сме направиле похален успех, а втората слика, која што треба да ја замислите, за да знаете како ќе се справите со енергетската криза, е колоната на возила која што чекаше да отиде во Република Србија на вакцинација. Ете така, нашите министри, нашата влада се припрема за сериозноста на ситуацијата која што во моментов ја има во Република Македонија. Никој од опозицијата ниту некогаш бил повикан да консултира, да даде мислење и кога ќе го каже таквото мислење најчесто е навредуван. И од кога ќе се случи тоа е кога, заради народот и така и стопанството е веќе крахиран, да не биде ви рековме, тогаш се измислуваат некои други дополнителни теми и други дополнителни критики на сметка нели на опозицијата. И сега некој ќе излезе, ќе почне тука да кажува, пред 6 години беше вака, пред 7 години беше вака, но фактот стои дека и ризиците од престојната криза што ќе биде пред нас, требало да бидат антиципирани и сериозни луѓе требало да седнат и да работат. А што само требаше да се направи? Вие требаше да најдете складиште или да изградевме нови за нафта, станици за втечување на газ, алтернативни извори на енергија, мерки за зголемување на енергетска ефикасност по домови и индустријски сектор. Ние наместо тоа правевме тендери во 4 очи за канцероген мазот со лош квалитет, за ангажирање на дворешна механизација, кој што тежеа неколку милиарди денари или неколку стотици милиони евра. Затоа ние денеска ќе дискутираме тука за кризна состојба, која што од незиното доведување нема да смени ништо, освен што ќе им даде можност на овие кои што не чинеа досега прилична сума на средства, многу сериозна сума на средства, да им дадеме во наредните 6 месеци да потрошат половина милиарда евра. И ова исклучително и сериозно го тврдам од оваа говорница, затоа што овие 300 планирани не се доволни ниту да стигнат до почетокот на февруари. Тогаш ќе треба да му даваме нови средства. А за оваа работа да биде потврдена, за многу мал период од сега ќе имаме и постапка на донесување на нов буџет. Па ќе видиме и таму колку ставки се ставени. Затоа што кога се носеше ребалансов, не убедуваа дека имаат резерва од 76 милиони евра конкретно за ваквите работи. Но која е тука поентата? Што овие 76 милиони евра ги употребуваат со сите оние кои што се во комуникација. И со Стопанска комора, и со синдикати, и со сите загрозени граѓани или било која група на општеството. Секој што ќе побара нешто од државата, му се вели има 76 милиони евра. Дали биле тоа компаниите, граѓаните или стопанството? На секого цифрата е иста. Како ќе успеете со овие 76 милиони евра да таргетирате мерки за кои што министерот за финансии, кога ние велевме дека треба да се зголемат овие 76 милиони евра, дека пари има и во вака предложен ребаланс на буџет, ни велеше ќе бидат таргетирани кон најсоцијалниот и најсиромашниот слој на граѓани во правосудство. Кој ќе го дефинира тој слој? Кој е сега во држава најсериозно загрозен? Дали во држава се изгуби самата суштина на креирањето на таквите категории, кога 80% од граѓаните се спаѓаат во таква категорија? 16,8% инфлација, која што е измерена, а реалната е многу повисока. Како можете да препознаете реалната инфлација кога ќе влезете во маркет, кога ќе ги купите основните продукти? Дури и луѓето кои што имаат солидни примања, веќе ги ограничуваат продуктите во семејството. Еден од најпродаваните апарати за бела техника е апаратот за производство, домашно производство на леб. Зошто? Зашто цената на лебот е 40-50% најмалку порасната. Затоа што граѓаните не е веќе суштината колку можат квалитетно да се прехранат, туку колку можат, дали можат да се прехранат. А процентот на квалитетна исхрана на граѓаните не е леб и сол дома.
Каде се тука трошоците за лекови, трошоците за одржување на домаќинството? Која е сега таа социјална категорија? Веќе и таа генератива на различни класи е веќе изместена. И сега на кого ќе помогне? Како ќе помогне? Колку ќе видиме сега препораки од стопанските или од бизнис коморите ќе бидат прифатени? Ете, затоа ние тука седиме и затоа ќе дебатираме и ќе разговараме и од една страна ќе имате брутална реалност која почива на изјави на владините службеници дали дадени сега, пред една недела, пред еден месец, и од друга страна ќе имате комплетно различни диаметрално спротивни изјави дадени од истите лица. И на крајот, кога ќе завршиме со оваа расправа и кога оваа кризна состојба ќе биде изгласана, граѓаните и стопанството ќе треба да си го постават прашањето. Што со ова ќе добиам јас? Дали подобро ќе се справам? Дали ќе имам електрична енергија која што ќе доаѓа до мојот дом, до мојот индустријски капацитет, до мојот бизнис или ќе немам? И колку тоа ќе ме чини? Тоа е најсериозното прашање. А одговорот, без разлика што ќе имаме различни мислења, одговорот ќе биде не. Тука јас ќе престанам со дискусијата, се надевам дека некој ќе се охрабри да одговори на наметнатите догми, па ќе имаме можност да размениме различни размислувања. Благодарам.